Од денес стапи во сила еколошката мерка според која се забрануваат пластични кеси, а во трговијата ќе бидат дозволени само биоразградливи кеси кои на купувачите ќе им се продаваат по цена од 15 денари. Останува неизвестно дали граѓаните ќе почнат да ги менуваат своите навики при купување, односно ќе почнат да користат платнени торби за пазарење или пак ќе одвојуваат од домашниот буџет по 15 денари за секое одење во продавница, маркет, месара, пазар. Голем дел од граѓаните кои што ги анкетиравме денеска велат дека има многу нејаснотии во новата еколошка мерка и во најбрзо време да се донесат измени и дополнување на новиот закон за управување со пакување и отпад. На граѓаните им е јасно дека законот треба да ја намали загаденоста на околината со пластичен отпад, но нејасно е како тоа ќе се стори ако се земе предвид дека апсолутно сите производи од храна, сокови или било кои други прехранбени продукти всушност се спакувани во пластични амбалажи. Помал дел од анкетираните кумановци ја поздравуваат новината, бидејќи велат дека на тој начин се придонесува за заштита на животната средина. Торбе ќе си носимо, ја и порано сум си носила торбу, али веќином кесе. Абе, новината е добра, ама не, мислим, у добро време, у право време, не е објаснето, не е, например, месо земеш, у што ќе го ставиш, не можеш ти у торбу да го ставу ја месо, треба нешто да ти го замота, у хартија да го замота, ќе се те кисна хартија. Ова, кој у најлон кесиче, друго е, не може да пропушти. И за тој, избрзано е малце, ама тоа е сега, што да правим. Како решиле такој, валјда ќе преправив нешто да биде подобро. Па мора да има некои дополнителни мерки. Навикнеме, носиме и торбе. Скапо ли е 15 денари за нашиот животен стандард да се продава една кеса? За наш стандард е скапа нормална ствар. За наши примања са мали и тоа е така. Ми с мало примање, мали пензија, тој не може да обстанеме. Торбе. Сметате ли дека луѓето ќе се навикнат да си носат торби? Па Бога ми ќе се навикнат. Катастрофа. Тоа се навикнат ли граѓаните да си носат? Ќе се навикнат, мора да се навикнат, ама ако не знам. На време и казните се многу големи за оние кои што ќе продават или па не де Боже да произведуваат од 9.000 до 140.000 евра за правни субјекти. Ќе треба да обезбедат кеси хартиени, бесплатни, како што има секаде во светот, па тогаш и кај нас. А ние сме први само во казне, друго ништо. Су живи и здрави, што друго да ги кажеш. Се навикнали граѓаните да си носат торби од дома? Кој знае, тешка работа, ама мора, ќе мора, што прави. А што мислите за казните? Казните за правните субјекти се огромни, од 9.000 до 140.000 евра, зависно од тоа дали произведува или продава. Сметате ли дека овие казни се големи? Големи казни, големи. Треба се воведе ред, значи 15 денари кеса е прескапо. За граѓани толку можда не значи за продавачи многу. Зашто они тој робот кој ќе го продава, например, месо, тие работи. Неизводливо е тоа. Некако неизводливо е, тој мисли. Ќе земе на торбу и ќе си купи, ќе си донесе, али тие продавници. Што мислите за хартиените кеси? Тие е уредо, може, тие са, значи може да се стопи, може да се уништи, тоа е уредо, може тоа. Па нормално торбе ќе се носат и пак ќе се живее, не е тоа удар на граѓаните, на џеп. Тока е. Подобро е тоа него пластични кеси. Сега утрета бев да купам леп, ми дадоа една која кеса ми дадоа, но не е најлонска. Тоа био што се разда. И сум задоволен. Америка одамна е укинала тој. Али оние нижени кесе, хартиени, тој може оген да зајде да се изгоре или да се фрли, тоа се поише побрзо да заградуе. И така е. Али мора да се навикнемо. Што е новина, мора да се прифати, тоа е еколошко. Оно што се загадуе, се е поише од тој. Пластика. Ама ајде да решимо само кесе. А јогурт, а млеко, а овој, све тој стави многу... Мислите ли дека одлуката може би малку избрзана? Ке треба ли да има некои измени дополнувања? Ја тоа баш кажа, викам, они требале да речеме фабрики да приспособат, да може да направат такви кеси, еколошки или книжени, како било. Али овие, да речеме тоа, али прехранбени производи што се ставени во пластика,
Мислам дека тоа е пострашно него овој. Исклучок од плаќањето на надоместок се многу лесните пластични кеси за носење на стоки, чие што дебелина е пониска од 15 микрони, посочуваат надлежните. Целта на овој закон е да ги одврати корисниците од употреба на кеси за еднократна употреба и да ја стимулира употребата на торби за повеќекратна употреба. Производителите на пластични кеси понатаму може да продолжат со работа, но со почитување на пропишаниот стандард за биоразградливост, велат од Министерството за животна средина. Оттаму посочуваа дека новиот правилник за стандардите за биоразградливост е донесен и се очекува неговото објавување во наредниот број на Службен весник. Инаку секое непочитување на овој закон повлекува и глоба во износ од 9.000 до 10.000 евра за микротрговци, од 18 до 20.000 евра за мали трговци, од 53.000 до 59.000 евра за средни трговци и од 89 до 98.000 евра за големи трговци за прекршок на правно лице според прекршочни санкции од прва категорија, доколку податоците од евиденцијата на квартална основа на бројот на продадените кеси не ги пријавува кај стручниот орган согласно член 10 став 5 од овој закон, пишува во законот. Според прекршочните санкции од втора категорија, глоба во износ од 13 до 14.000 евра за микротрговци, од 25 до 28.000 евра за мали трговци, од 76 до 84.000 евра за средни трговци и од 126.000 до 140.000 евра за големи трговци, ќе му се изрече за прекршок на правно лице доколку пушта на пазар пластични кеси за носење стоки спротивно на членот 10 кој забранува пуштање пластични кеси во употреба, произведува или пушта на пазар пакувања кои не се изработени согласно барањата од членот 12 од овој закон и уште многу други подточки, велат од Министерството за животна средина и просторно планирање.